Благодарам. Почитувани граѓани, господине Тодоров, идејата на предложеното законско решение во основа е добра, но мислам дека до крај не го имате осмислено овој концепт, односно почнавте да предлагате одредени промени, одредени усогласувања, а при тоа дел од измените кои ги носите се спротивни на тие претходно што сте се залагали. И дозволете да дадам соодветни примери. Например, иако од вас на комисиската расправа побаравме да јасно прецизираме во законско решение и јасно утврдиме кои се ОТЦ лекови можат да се продаваат, бидејќи досега во Република Македонија истите се издаваа. Зошто? Затоа што право да се набави ваков лек беше исклучиво во аптека, со самото давање на можноста да вие дозволите тие да се продаваат надвор од аптека, јасно покажува дека до крај не ви е осмислен целиот процес. Вие можеби прифативте или со еден став од првиот член се обидувате да изнајдете дополнително решение во делот за тоа кои се ОТЦ лекови ќе се продаваат или нема да се продаваат надвор од аптеките, но при тоа не одговоривте на клучните прашања. Првото прашање е зошто не се прецизира согласно овој закон кои се ОТЦ препарати може да се продаваат надвор од аптека. Тоа е многу битно, затоа што во самото законско решение ќе се знае кои се лекови граѓаните можат да ги набават во аптека, а кои се лекови можат да ги набават по бензински пумпи, маркети и така натаму. Втората работа на која вие не дадовте прецизен одговор е следна. Што правиме со оние лекови, како што е да речеме аспиринот или аналгинот, кои во изминатиот период имале несакано дејство и се забележале кој одреден број на пациенти. Дали истите ќе дозволите да се продаваат во бензински пумпи или во маркети? Трета работа, не кажавте дали лекот што ќе се продава на бензинска пумпа или во маркет ќе биде регистриран со различна доза, односно ќе има ограничен број на, народски кажано, апчина што ќе можат граѓаните и купат. Например, да може да купи заради тоа што има потреба 2 до 3 апчина во бензинска пумпа, а наредниот ден да оди кај својот матичен лекар и навистина да ја добие терапијата која му е потребна. Или ќе дозволите истите апчина или истите препарати, лекови што се продаваат во аптека, да можете да ги продавате во исти состав, исто опакување, да ги продавате и во бензински пумпи и во маркети. Не дадовте одговор дали ваквите ОТЦ препарати или ваквите лекови кои не се на рецепт, народски кажано, ќе можат да ги купуваат малолетни деца. Не кажавте дали ќе може на бензинска пумпа или во маркет да се купуваат педијатриски лекови. И клучната работа што е суштинска, не кажавте дали Министерството за здравство има капацитет да ги контролира сите овие бензински пумпи, маркети, пилјари, секаде онаму каде што ќе се продава овој лек. Овие лекови каде што ќе се продаваат. Затоа што ако им наметнувате обврска на аптеките кои работат исклучиво со оваа дејност, да имаат вработен по еден фармацевт во смена, да мора да исполнат соодветни услови, да имаат одреден магазински простор кој треба да го обезбедат, кои исклучиво само од ова живеат. Со ваквиот начин на алтернување на ОТЦ лековите од нив, дали истите услови ќе важат и за бензинските пумпи и маркетите? Зошто го поставувам ова прашање? Затоа што вие во законот не прецизиравте што сакате или што подразбирате со тоа да има ангажирано лице 24 часа. Дали значи дека бензинските пумпи и маркетите, пилјарите ќе имаат обврска да вработат фармацевт или некој на договор на дело ќе го ангажираат? Ако на едната страна велите дека аптеката може да ја основа само дипломиран фармацевт,
и ако има 2 смени, во 2 смени да работи по еден согласно рокот кој го поместувате. Од другата страна велите дека овие лекови може да ги продаваат вработените на бензинската пумпа, вработените во маркетите, вработените во пилјарите и при тоа самите пациенти предпоставувам да си одредат дозата на лекот што ќе ја земат. Зошто сметам дека немате исти аршин кон веледрогериите и кон овие бензински пумпи и маркети? Затоа што веледрогериите согласно овај закон не смеат да продаваат лекови на мало. Или тој што увезува на големо, треба да продава на големо. Вие со овај закон им давате можност на бензинските пумпи и на маркетите ем да увезуваат на големо, ем за собствени потреби да продаваат на мало. Ако го правите тоа, направете го и за едните и за другите. Да одам понатаму. Не кажавте кој ќе се залага за обезбедување на стручен надзор за набавка и продавање на овие лекови од аспект на фармаковигиланцата. Кој ќе биде надлежен токму за оваа работа, дали тоа ќе биде ангажираното лице или ќе се поистоветува со лице кое ќе го вработите. Одам понатаму. Треба да се прецизира до крај, бидејќи вие во самото законско решение кое досега постоеше и кое согласно овај закон досега во изминатиот период се отвориле огромен број на аптеки. Во Република Македонија согласно податоците со кои јас располагам или согласно податоците кои беа достапни до сите пратеници врз основа на одредени дописи кои стигнаа. Во Република Македонија има отприлика околу 900 аптеки. Од нив околу 730 аптеки имаат склучено договор со Фондот за здравствено осигурување. 160 аптеки во овај момент кои работат приватно, а кои треба да ги исполнат сите услови согласно законот, односно за отворање на аптека, да имаат вработен фармацевт, да имаат да исполнуваат одреден простор, опрема и така натаму. Најголем дел од профитот или најголем дел од заработувачката ја има токму од овие ОТЦ лекови. Зошто го велам ова? Затоа што секој граѓанин на Република Македонија што добил рецепт и што има можност тој рецепт да го реализира преку Фондот за здравствено осигурување, ќе оди во аптека каде што има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување за истиот лек да го земи за многу пониска цена. Дали ги доведуваме во прашање токму овие 160 аптеки со кој дел од профитот, односно дел од основната завработувачка што имаат, а таа е единствена од издавање на лекови. Вие ја пренасочувате на бензинските пумпи и на маркетите. Дали тоа значи дека некој што основна дејност му е сосема друга работа, само заради тоа што му се дава можност во законот, ќе ги доведеме во неповолна позиција другите кои во изминатиот период екзистираат и се надеваат дека еден ден ќе потпишат договор со Фондот за здравствено осигурување, односно и тие да можат да издаваат лекови на рецепта. Ја имате нашата поддршка, тоа не го спомнавте сега, а го кажавте на комисиската расправа за рушење на врските. И предпоставувам од тие причини ги правите измените во законот во кој стои дека тие што имаат било каква врска, односно тој што е регулатор, не може да има и своја аптека. Но при тоа и на комисиската расправа ве прашав и денес сакам да ве прашам. Ако ги имате тие сознанија дека има некакви врски и ако сакате тие врски да ги рушите, зошто не ките да ги обелодените пред македонската јавност? За да не бркаме вештерки. Кажав, ја имате нашата поддршка во расчистување на целиот процес, но дајте со име и со презиме да ги кажеме кои се тие или веледрогери, или аптеки, или тие поединци што ги имаат тие врски. Продолжувам понатаму. Во законското решение предвидувате аптеките или еден проблем кој во изминатиот период екзистира сериозно во Република Македонија, а тоа е да граѓаните на Република Македонија не можат во рок од 24 часа да добијат лекови. Направивте еден обид и покрај тоа што ви кажав и на комисиската расправа, дека
во изминатиот период во Република Македонија функционираше еден систем кој навистина имаше резултат, а тоа беше во склоп на здравствените домови или во склоп на јавните здравствени установи имаше една аптека која беше државна аптека и која работеше 24 часа на ден и сите граѓани кои во текот на ноќта ја добиваат или ја имаат потребата за купување на лек, можеа преку тие аптеки да дојдат до тој лек. Со ова измена денес што се предлага, дали само се премостува или законски се овозможува да она што е налог од страна на Фондот за здравствено осигурување, на пример, ќе земам Битола, да еднаш во месецот одредена аптека дежура во текот на ноќта за граѓаните на Битола да можат да добијат соодветен лек, или тоа ќе го направите со 24 часовна работа на исклучиво одредени аптеки, кои на вистина сите граѓани во Република Македонија, а примерот го зеов со Битола, ќе знаат кои се тие аптеки. Затоа што денес, еве вечервава, некој да има потреба од лек, не знае тој која од, не знам, 30, 40 или 50 аптеки што се отворени во Битола е дежурна. Значи, дајте направите систем. И тука ќе ви ја дајме поддршката, направите систем во кој една аптека, две аптеки, три аптеки ќе работаат 24 часа и граѓаните ќе знаат кои се тие аптеки и секојаш ќе можат да ги набават истите лекови. Но при тоа, како влада, кога можете да трошите многу пари на непродуктивни трошоци, тогаш издвоите одредени финансиски средства за да го подпомогнете овај процес. Зошто? Затоа што изјавите токму на вработените во аптеките се дека во текот на ноќта е мал бројот на луѓе кои го користат, но не е незначаен. И еден пациент да е, и еден човек да има потреба од лек, државата мора да му го обезбеди пристапот до тој лек. При тоа, ќе се надовазам и на концептот кој го предлагате да две аптеки кои функционираат на одредена општина да можат или да мораат да отворат, не да можат, да мораат да отворат уште една аптека во рурална средина, согласно распоредот вие кој ќе го направите, но при тоа треба да кажете на тие аптеки или на тие субјекти правни, што ќе им помогне државата за на крај на криштата истите обстојат. За на крај на криштата во истите граѓаните ги добијат своите услуги. Бидејќи вака како што е земено, да, на хартија го ставате, но во пракса многу тешко почнува да функционира или го дава соодветниот резултат. И сосема на крај. Велите дека 24 часовното работење се однесува на градови каде што имаат над 30.000 жители. Го поставувам прашањето, што правиме со останатите градови кои се под 30.000 жители? На кој начин ќе го регулирате ова прашање? Дали тоа ќе биде со одредени договори кои ќе ги имаат со фондот или нешто што функционира сега во Република Македонија или во поголемите градови ќе го направите и тоа, или пак ќе се одважите како држава да дел од финансиските средства кои ги трошите ќе можат да ги добијат сите граѓани на Република Македонија. И кога веќе им кажувате дека фармацевтите, освен тоа што не можат, освен тоа што морат да работат како фармацевти и да бидат оснивачи на одредени аптеки, дали тоа важи само за фармацијата или со тек на време ќе ја примените и на другите? Например, утре ќе донесите одлука дека приватна здравствена установа не може да оснива никој друг, освен лице што има завршено медицински факултет. Или приватна стоматолошка ординација не може да оснива никој, освен лице што има завршено стоматолошки факултет. За на крај, да сите други во оваа држава, например, како новинари и така натаму, можат да набавуваат медицинска опрема, препарати и што уште не, само за фармацијата, само за здравствените работници, да се обидете да ги ставите под одредена капа. Мора во текот на амандманската расправа да прифатите дел од измените кои се всушност и предлог на фармацевската комора, за да сме убедени дека ова законско решение кое денес го предлагате ќе профункционира
во пракса и граѓаните на Република Македонија ќе добијат и поевтини лекови, зашто ја имате поддршката и секоја сте ја имале, но и ќе добијат навреме лекови во текот на 24 часа.